Трпе Инвест Охрид. Сонце, прва специјалистичка биохемиска лабораторија во Македонија. Со цел подигнување на сообраќајната култура кај најмладите, денеска во Охрид се одржа сообраќајно-едукативниот проект Општински семафор 2026 во организација на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Општинскиот совет за детско престапништво. Настанот беше насочен кон едукација на децата и младите за правилно и безбедно учество во сообраќајот, преку теоретски сообраќајни тестови и практичен дел на сообраќајен полигон поставен на Кеј Македонија, каде учениците ги демонстрираа своите вештини во управување велосипед. Се одржа и сообраќајен квиз за средношколци и симулацијска показна вежба за прва помош. На свеченоста по повод доделувањето на наградите на најдобрите пред присутните се обрати градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков, кој упати честитки до учениците и до нивните ментори, како и до организаторите на настанот. Совладувањето на сообраќајните вештини и учењето на сообраќајната култура од најрана возраст представува исклучително важна работа за безбедно и правилно учество во сообраќајот за сите учесници. Ја користам оваа прилика да упатам честитки на организаторите на манифестацијата, која од година во година со нови содржини и форми ќе ја направи манифестацијата попопуларна кај најмладите за нивно секако учество на истата. Верувам дека и оваа година совладувањето на новите вештини и знаење ќе придонесат за уште поефикасно и побезбедно вклучување во сообраќајот на нашите деца. Во категоријата средни училишта првото место го освои тимот на Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи. Второто место му припадна на Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски, додека третото место го освои тимот на Општинското средно училиште Свети Климент Охридски. Кај основните училишта најдобар беше тимот на Основното училиште Живко Чинго. Второто место им припадна на учениците од Основното училиште Григор Прличев, а третото место го освои тимот од Ванчо Николески. Организаторите ги наградија и најдобрите ликовни и литературни творби кои пристигнаа на конкурсот по повод оваа манифестација, а целиот настан кој измина во прекрасна атмосфера на дружење и забава беше заокружен со хуманитарна аукција на најдобрите ликовни дела. Денеска во салата на Советот на Општина Охрид се одржа информативната сесија Фер ангажман посветена на примената на Законот за работно ангажирање на лица. Представници од бизнис секторот, особено од хотелско-угостителската дејност, се запознаа со придобивките и правата уредени со новото законско решение, кое е особено важно за градови како Охрид, каде сезонската работа во туризмот и угостителството игра клучна улога во економијата. Присутните имаа можност да се информираат за поедноставените процедури и новиот пристап кој треба да го намали административниот товар при ангажирање работници преку надградениот систем е-работа, а истовремено да се намалат и ризиците од неформално вработување. Законското решение воведува правна сигурност и фер правила за сезонска и повремена работа, обезбедува пријавена работа, пензиски стаж, осигурување при повреда на работа, зачувување на социјалните права на работниците, како и поедноставена електронска регистрација за работодавачите. Најголемата придобивка од ова законско решение е можноста за ангажирање на различни категории граѓани, како пензионери, студенти, ученици, вработени, невработени, самовработени и корисници на социјална помош, без при тоа тие да ги изгубат своите стекнати права, како што се пензија, стипендија или социјална помош, што представува значаен чекор кон поголема социјална сигурност и формализација на пазарот на труд. Представниците од проектот истакнаа дека кампањата Фер ангажман има за цел да создаде поефикасен законски и фер систем за ангажирање на сезонски и повремени работници, кој овозможува сигурност за работниците и ефикасност за работодавачите и е дел од пошироката поддршка на Германија за реформи на пазарот на труд и намалување на неформалната економија во Македонија. Настанот се организираше како дел од проектот Подобри услови за вработување на сезонски работници во Македонија, кој е поддржан од Сојузна Република Германија, а го спроведуваат Германското друштво за меѓународна соработка ГИС и Центарот за истражување и креирање политики во соработка со Министерството за економија и труд и Агенцијата за вработување. Во
Во најмалата општина во земјава во изминативе 2 години се реализирани вкупно 9 проекти. Станува збор за инфраструктурни проекти вредни околу 26 милиони денари, обезбедени преку првиот и вториот јавен повик на владата. За инвестиции во инфраструктура, опрема и енергетска ефикасност, општината со скромен буџет од 10 милиони денари доби дополнително пари во висина од дополнителни 2,5 буџети помош од државата. Јас сум убеден дека и во иднина ќе продолжиме да помагаме, поготово на помалите општини, затоа што навистина им треба помош. Сега ќе го образложиме значењето на ресурсниот центар пред општинската администрација, кој што како проект е замислен да биде единствена контакт точка за сите проблеми на општините, кои што ќе се вкрстуваат со решенијата или знаењата кои што ќе ги понудат експертите. И јас мислам дека навистина соодветно ги поставивме и ги поместивме на подобро работите во делот на локалната политика и регионалниот развој. Значи, од една страна интервентно финансиски поддржавме проекти, од друга страна работиме на зголемување на финансиска независност на општините. Фотоволтаици за енергетска ефикасност на детската градинка Планински цвет, опрема за јавното комунално предпријатие се дел од реализираните проекти. Градоначалникот Кочовски вели, значајна е поддршката, особено за малите општини. Во делот на енергетска ефикасност поставивме фотоволтаици на детската градинка и ги зајакнавме капацитетите за одржување на локалните патишта и капацитетите на јавното комунално предпријатие во Вевчани. Излезена е програмата преку Југозападен Плански, добивме, сега да се пофалам, мини багер, што секако ќе продолжиме со и ќе допринесе за, знаете, механизацијата е многу важна во денешни услови за функционирање на една општина. Се надевам дека ќе ги подобри условите за работа во општината. Во имнина општина Вевчани очекува финансиска поддршка и за изградба на мултифункционално игралиште. Под мотото "Првата помош спасува животи" денеска се одржа традиционалниот 52-ри поред општински надпревар по прва помош во организација на Црвен крст Охрид. Почетокот на надпреварот го означи градоначалникот Кирил Пецаков. Особено ме радува што и оваа година надпреварот се реализира според европски стандарди преку реалистични симулации и ситуации на повеќе локации низ Охрид. Верувам дека Охрид и во иднина ќе продолжи да биде град кој ја негува хуманоста и солидарноста, истакна Пецаков. На надпреварот стекнатите знаења и техники за укажување на прва помош ги покажаа повеќе од 200 ученици надпреварувачи од основните и средните училишта од Охрид и Дебрца, организирани во екипи во категорија подмладок и категорија младина. Надпреварувачите, но и посетителите на овој настан на повеќе пунктови низ централното подрачје на градот Охрид беа сведоци на симулирани случаи на несреќи изведени од членовите на актерските групи на Црвен крст, како и реалистичен приказ на повреди подготвени од посебно обучени шминкери за повреди на Црвен крст Охрид. За регуларноста и оценувањето на надпреварувачите беа задолжени 20 судии за прва помош на Црвен крст Охрид. Секторот за внатрешни работи Охрид поднесе кривична пријава против 58 годишна жена од Ресен поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело несовесно работење во службата. Во текот на 2026 година пријавената во својство на вршител на должност директор на јавната установа Национален парк Галичица Охрид со пропуштање на должен надзор дозволила изведување активности и склучила договор за соработка со приватно предпријатие од Охрид за тампонирање на катастарска парцела за која немало урбанистичка документација, ниту пак одобрен проект за инфраструктура, а била во заштитен појас од 50 метри, а за кој простор пак општина Охрид имала донесено времен мораториум за какви било градежни активности согласно планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион, информираат од СВР Охрид. Кебапчилница вкусно ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме променливо облачно и потопло време со максимална температура до 22 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува засилен ветер од северен правец. Утринската температура од 8 степени, а максималната дневна до 18.
Температурите во Македонија утре во интервал од 4 до максимални 22 степени. За време на викендот времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Во понеделник од вечерните часови до среда времето повторно ќе биде нестабилно со врнежи од дожд. Во вторник наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмотевици и засилен ветар.